Здраво на сите. Добродојдовте на деветото издание на Engage, организирано од страна на Младенски образовен форум. Моето име е Евангел Георгиев и денеска јас имам таа чест да ја водам оваа сцена која што е посветена на младите и е наречена Engage Youth и е во склоп на настанот Engage. Имено настанот Engage кој што МОВ го организира веќе по 9-ти пат е посветен всушност е простор за ставање акцент на социјалниот активизам и за во суштина мотивирање на сите останати млади луѓе да преземат некаква акција во општеството кон позитивна промена. Со таа цел се одлучивме дека оваа година на Engage Youth особено ќе викнеме млади луѓе да ги споделат своите приказни за позитивна акција во општеството. Па така, денеска ќе имаме всушност можност да ги слушнеме младите луѓе од тимот Андромета, младите луѓе од кариерниот центар од Средното училиште Ради Јовчевски Корчагин, како и младите говорници, особено Иван Мицков, Рита Бехадини и Сашо Јандревски. Имено денеска настанот ќе бидејќи започнува сега, чисто да ве најавам во поглед на агендата, ќе трае до 2 часот, пошто ќе следува пауза. А по самата пауза ќе може да се приклучите кон вториот блок на сесии кои што ќе се случуваат на главната сцена. Имено, во поглед на самиот настан, пред да ги слушнеме самите говори, би сакал да ве известам дека секој говор ќе трае 10 на минути, а по секој говор ќе има и серија од прашања кои што ќе бидат во 5 минути. Така да ве охрабрувам да поставувате што можно повеќе прашања до овие млади инспиративни луѓе, а воедно доколку имате некој свој став или мислење, слободно споделете го со нас. Исто така може да го споделите и на социјалните мрежи со хаштагот EngageMK. Слободно ако сакате тагнете ги Radio MOV или Youth Educational Forum на социјалните медии. Во поглед на самиот овој настан, бидејќи е целодневен настан Engage, многу е интересно што иако е целодневен настан, ние навечер повторно се собираме за ноќната верзија на Engage, тоа е Engage the Night, каде што на истиот настан ќе го прославиме 9-тиот роден ден на Radio MOV и на овој настан всушност ќе настапат младата кантавторка Дина Јашари, ќе настапат триото The Local Blue и познатото диџејско дуо The Didis. Па не би сакал повеќе да должам на оваа младенска сцена и би сакал да ги повикам токму најмладите инспиративни луѓе кои што допринесоа со голема промена во нашето општество оваа година и сакал првично да ги повикам на сцената тимот Андромета, кој што во суштина успеа да создадат апликација наречена Speak Out, која што, слободно повелете на сцената, која што креира апликација Speak Out, која што има за цел да ги сподели личните приказни на младите луѓе кои што се справуваат со булинг и воедно да им овозможи можност да поразговараат, да добијат совет од психолог. Па така би замолил за еден голем аплауз за тимот Андромета. Здраво. Ние сме тимот Андромета, ние сме дел од луѓето позади оваа апликација, дел си позади. Најпрво сакаме да ви представиме што точно тоа Speak Out и потоа ќе влеземе накратко кон филозофијата на Speak Out, зошто баш ваква идеја, зошто овој концепт и слично. Извини. Значи, што е Speak Out? Speak Out е платформа каде младите можат преку давање и добивање на младинска подршка да го негуваат своето ментално здравје. Значи, во принцип, нашиот концепт се базира на тоа да биде од млади за млади и да биде платформа, потоа што да им овозможиме место на младите, каде што ќе можат анонимно да се искажат за некој свој проблем, пошто претпоставувам си имале некои работи што сте сакале да ги кажете на некој, но поради некои X причини не се може да ги кажете на некој близок или пак на некој пријател, на родител, едноставно сте сакале да го прикажете негде. И па сега ние сакаме преку оваа платформа да им овозможиме на младите место каде што ќе можат да се пуштат, да постават прашање, да побараат совет или едноставно да зборуваат меѓу себе, што веруваме дека ќе допринесе кон подобро ментално здравје со самото тоа што младите ќе можат да се искажат и
на некој начин да добијат некој совет за истата. Ова е концептот на нашата апликација, која што уште не е завршена, но треба да ја пуштиме наскоро. И се базира на тоа што едниот дел е форум делот, што значи дека секој корисник ќе може и да ги постира тие прашања или дискусии што сака да ги збори, со тоа што ќе ги стави во една од категориите и исто така ќе може да коментира со другите корисници на апликацијата. Другиот дел е волонтерскиот дел, поточно ова се исто така млади луѓе што се сега 4-та година на факултет по психологија, што значи дека секој корисник ќе може да се пушти и еден на еден да зборува со еден од овие волонтери и да му даде некоја подршка за корисникот сам да се справи со својот проблем. Во концепт ова не е советувалиште, ние не нудиме простор каде што ќе можат да добијат некој совет, туку едноставно сакаме да им помогнеме на младите и да ги мотивираме они самите да дојдат до својот заклучок. На почетокот кога ја формувавме идејата за нашата апликација, си поставивме неколку прашања кои би довеле до вистинскиот одговор. Всушност што сакаме ние да постигнеме со нашата апликација и што навистина сакаме да направиме. Едно од прашањата се во моменти кога сме се чувствувале лошо, што би ни помогнало, зашто некои работи не сме ги кажале на нашите блиски и дали нашите врсници не разбираат подобро од постарите. Во првичните чекори направивме анкета во кој имаше, мислам, 250 млади луѓе одговорија на анкетата и крајните резултати беа дека 41% од младите се жртви на насилство и една третина од младите кои се жртви на насилство не кажале никому, што е навистина голем проблем во нашата држава. Поради тоа што постои стигма за булинг и менталното здравје, поради тоа што не е сватено сериозно, трпат насилство и последици, има печена грешка и не се зборува за менталното здравје. Зошто од млади за млади? Идејата од млади за млади, всушност со тоа ние сакаме да ги поттикнеме младите да се помагаат меѓусебно и да бидат меѓусебна поддршка, поради тоа што мислам дека ние младите најдобро можеме да се разбираме и тоа е нешто што ни фали и што треба да го имаме. Инаку овие слики беа наши претходни активности што ги спредавме ова лето. Ова беше од тестингот на апликацијата, каде што се собравме во две групи, имаше се разгледуваше UX UI дизајнот, концептот и слично. Ова на DFest имавме штанд и у концепт беше место каде што ќе можеш да се дружиш, да зборуваш, да се запознаваш со младите, што е исто така една од нашите цели. Не знам дали веќе имате среднато апликацијата, бидејќи ние во крајот на претходната година имавме пуштено со тоа што мислам дека беше пуштено некои 2-3 недели и идејата беше само да видиме како младите ќе реагираат на апликацијата и дали ќе биде складна за овде и дали ќе им помогне. Со тоа што ја пуштивме оваа првична бета верзија и сега, уствари ние надоградуваме, градиме нова апликација и сакаме да им овозможиме едно финално место каде што младите ќе можат да влезат и да зборуваат меѓу себе. Исто така сакаме да организираме и некои настани, така што ќе биде нешто што сакаме стварно да го прошириме и стварно да ги зближиме младите и да им овозможиме као начин да го негуваат своето ментално здравје. Апликацијата ќе биде пуштена негде на кај средината или крајот на април и мислам може да очекувате тогаш да ја симнете и да видите за што збориме сега. Инаку тоа е тоа. Ви благодариме за вниманието. Ако имате некои прашања, слободно. Секунда. Ако имате слободно некое прашање, би било супер сега да им поставите на луѓето. Со тоа што ќе го поставите прашањето, јас ќе го повторам, бидејќи немаме
должината на микрофонот не оди толку далеко во публиката, за да се фати прашањето на камерата, ќе мора да го повторам прашањето. Така да, еве слободно во вториот ред имаше една девојче што крена рака прво. Добро, значи прашањето е дали до сега имало некој тригер кој што всушност ве потикнал да направите оваа апликација. Повеле. Немаше некој посебен тригер, него сметаме дека секој од младите има некој проблемче што сака да го сподели, дали да е големо или мало. Сите имаме нешто што ни тежи на души, сакаме да го кажеме. И тоа ни беше уште кога почнавме оваа апликација, уствари беше дел од предизвик и сега идејата беше да биде нешто поврзано со насилството помеѓу младите. И ние дојдовме до оваа идеја со тоа што се собиравме цело време во еден кафич и зборевме нака дали ние сме биле жртви на насилство, без разлика дали било физичко, дали било она чисто со зборови, и сватевме дека секој од нас бил, и кога сме биле, пак почнавме да размислуваме што би ни помогнало во тие периоди, зашто не сме кажале некои работи на никој, и со тоа стигнавме всушност до овој концепт, до оваа идеја, и на кратко немавме некој специфичен тригер, него со текот на животот едноставно сваќаме дека со секој период има нешто што сакаме да кажеме на некој. Ајде, повелете. Да, поради тоа имаме. Извини само ако може прашањата да ги повториме за да се фатат на камера. Значи едното прашање е дали може со слика да се пријави, и второто е дали има некој што како администратор може да води грижа за тоа дали како ќе се постапи во случај на појава на говор на омраза или слични појави. Всушност сам не може, само постови може да се постираат, исто така ние ја контролираме апликацијата и секој се случувало да има такви коментари, постови, ама ние ги бришеме и се води сметка за тоа. Исто така, не знам дали знаете, анонимна е апликацијата, така да. Всушност модератори ќе се грижат, ќе имаме како број на модератори што ќе се грижат да нема такви работи, ќе се имат процедури, ќе биде регулирано. Добро, значи прашањето е дали има всушност намера тимот на Ромета да вклучи психолози во склоп на самата апликација кои ќе можат да разговараат бесплатно со корисниците. Ова многу го мислевме и сакавме да го ставиме. Него работата беше како би функционирало тоа на волонтерска база, дали би сакале. Инаку ние сме скроз за да го имплементираме тоа, барем по 1 сат или 2 или зависи од потребата на младите, али пак треба да се види убаво и да се размисли, така да во идни чекори планираме да го разгледаме тоа. Дали може некое прашање? Добро, со оглед на тоа што нема ниедно веќе прашање, уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам и да им даваме голем аплауз на тимот Андромеда. Како втор говор денеска на оваа младинска сцена, ќе слушнеме младите луѓе од кариерниот центар при Средното училиште Раде Јовчевски Горчагин, кои што всушност ќе ни говорат повеќе за потребата на кариерни центри, како и што всушност тие нудат за младите луѓе во нашето општество. Па така би сакал да ги повикам овие инспиративни млади луѓе на сцената да ни ја раскажат нивната приказна.
1-2, 1-2. Здраво на сите. Ова е дел од тимот на кариерниот центар при Радио Овчарски Корчагин. Мило ни е што сме тука и што имаме шансата да зборуваме за нешто што веќе 6 месеци, значи од самиот почеток на учебната година, се вложуваме максимално. Прво накратко, за да имате идеја што представува за нас и како ние гледаме на кариерниот центар во нашето училиште. Значи тоа е пред се тело во училиштето, формално тело, кој го сочинуваат учениците од 4-та година, значи се тоа кои завршуваат, нели, матурантите. Нашата презентација со слики за да имате поише идеја околу тоа што правиме. Менаџментот на кариерниот центар се состои од по 2 представници менаџери од секој клас во нашата генерација и 2 генерални менаџери, но како што кажав, сите оние кои што сакаат да учествуваат и нели да едноставно кариерното насочување тие да го искусат на своја кожа можат да се приклучат. Правиме најразлични културни настани во текот на целата учебна година. Значи свирки и филмски вечери, имаме дури настани кои само се организираат од нашето училиште и завршниот настан кој е еден од најголемите се одржува во Македонската опера и балет, е просветилка. Тоа е корчагинска традиција, но пред да зборуваме за тоа може накратко некој од останатите да каже што кои други настани ги правиме. Така, значи Александар ги спомна веќе свирките и филмските вечери кои што се организираат во нашето училиште под нели раководство на кариерниот центар. Имено свирките се нешто што е многу препознатливо за работата на кариерниот центар кај нас, но овие свирки настапуваат секогаш настапува и училишниот бенд на Корчагин, но исто така доаѓаат да настапуваат и поранешни корчагинци кои што се мощни талентирани, но исто така ја нудиме сцената и на бендови од други училишта да дојдат и да покажат нели тие всушност колку се исто така талентирани. Во однос на филмските вечери кои што се организираат од страна на кариерниот центар, оваа година конкретно имавме организирана една филмска вечер, самостојна филмска вечер по повод Ноќта на вештерките, каде што имавме прикажување на филмот The Shining и искрено кажано дојдоа многу повеќе луѓе од она што ние мислевме дека ќе дојдат. Во однос на свирките кои што претходно ги спомнав, само заборавив да напоменам, свирката која што организиравме оваа година беше и всушност прв настан на кариерниот центар. Оваа свирка беше соодветно именувана Архе, односно почеток, и на оваа свирка имаше рекордна посетеност во споредба со свирките од претходните години. Еден од нашите уникатни настани за Корчагин е настанот Уметникум, кој се зачна од минатата генерација, а ние сакаме да ја продолжиме традицијата на овој настан. Имено се работи за настан каде што сакаме да дадеме акцент на уметноста, како што кажува и самиот наслов. Оваа година настанот се одржи во 2 дена, започна со презентација, односно предавање на тема самодоверба и што тоа значи кај младите. Предавањето го водеа наши соученици кариерци, на кои сме многу горди. Вечерта имаше проекција на филмот Джган, кој беше проследен со дискусија со дел од екипата на филмот. Ево овде има слики од филмот. Наредниот ден имаше поетско читање каде што учествуваа млади неафирмирани поети со сопствени дела. Имаше и афирмирани поети Гилко Здравевски, Долорес Атанасова. Потоа следеше панел дискусија на тема уметноста во Македонија, кој ја водеа наши професори по македонски, професори од филолошкиот факултет, од философскиот факултет и именуваните поети. А настанот заврши со свирка на кој учествуваше нашиот бенд, нашата поранешна корчагинка Дина Јашари со сопствени песни. Целта на таа свирка беше да се даде акцент на македонската музика и на нејзината убавина. Се надеваме дека настанот ќе продолжи да обстанува и да се продолжи таа традиција. Мислам дека ви стана веќе јасно дека нашите кариерци имаат мал милион можности преку кои можат да ја изразат својата креативност, но едно од најатрактивните работи што се случуваат во Корчагин е промотивниот материјал кој ние самостојно го дизајнираме, односно тоа се маички, стикери и од оваа година правиме дуксери.
дизајните на маиците, стикерите и се останато го цртаме ние самостојно, со желбата и идејата да го содржат корчагинскиот дух и што всушност значи Корчагин за нас. Многу сме среќни и задоволни заради тоа што согледуваме дека овој промотивен материјал е побаруван од бившите корчагинци, сегашните, а и идните корчагинци. Така што ние сме се повеќе и повеќе мотивирани да она што го правиме биде поуникатно и подобро. Добро, и како што веќе споменав на почетокот, завршниот настан на кариерниот центар, тоа е просветилка. Значи, просветилка е манифестација која за прв пат е осмислена и за прв пат во свечената сала на нашето училиште изведена. Оваа година на 14 март ќе биде во Македонската опера и балет, значи 7 пат, и представува навистина корчагинска традиција. Ставивме слики од 5-та јубилејна корчагинска просветилка за да видите што всушност правиме. Значи, се работи за сериозен настан, трае 3 сати, се подготвуваме за тоа во текот на целата учебна година, значи се пишува сценарио за овој настан. И учествуваат, како што кажав, учениците од 4-та година, но секако помагаат и помалите. Исто така на оваа слика може да ги видите маичките кои беа од таа генерација кариерци. Значи, тоа што е најинтересно е тоа што ние на некој начин објаснуваме како ние сме го доживеле 4 години во Корчагин. Овој настан е од матурантите за професорите, но и за целата генерација. Има глума, има пеење, играње и некако најинтересно мислам и за сите тие што ќе дојдат се имитациите на професорите, одредени говори кои потоа тие ги држат. Ова е на професорка по спорт која се заблагодарува и на некој начин специфично ги даваме тие награди, се работи за статуетки кои исто така ги подготвуваме. Не знам за да сватите, можеби ќе кажам тоа е како комбинација од доделување на Оскарите и златна бумара на популарноста. Значи сите добиваат просветилка, тоа е статуетка со сјаличка и тефтер за да пишуваат оценки нели од наредната година за идните корчагинци. Исто така ги покануваме и поранешните кариерци кои веќе завршиле секогаш таа чест на успешно доделена традиција да продолжиме. И секогаш има така гушкање, професорите се навистина го изчекуваат овој настан и доаѓаат во голем број, целата Македонска опера и балет се полни секогаш. И тоа е на некој начин завршниот настан, потоа се сите тие помали настани, но нели матурантите матура, околу тоа повеќе се замарат и тоа е во главно тоа што го правиме и благодариме за вниманието. Ако имате некои прашања, подетално ќе објаснам. Добро, тогаш дали има некој прашање за овие млади луѓе? Ајде, повелете. Добро, значи прашањето е дали во суштина во склоп на вашиот кариерен центар има и одредени предавања кои што се држат од професори за цел да ве насочат кон високото образование или да ви помогнат во насочувањето кон високото образование. Повелете. Да, значи исто така тоа е еден мал настан кој се прави секоја година пред да се изберат предметите за матура. Организираме посета на факултети и таму е тоа формално презентирање на факултетите и професори тоа го прават, но од настаните кои што ние ги презентиравме, тоа се тие неформални методи кога тие се вклучуваат и едноставно цртаат, не знам, пеат, свират и така се откриваат себе си на некој неформален начин, но и тоа го правиме со посета на факултети. Супер, да немаше некоја прашање?
Тогаш, еве. Да, супер. Ги интересира што било најтешко и најлесно, например, за организирање? Затоа што Корчагин уште многу одамна ја држи таа традиција на свирки и некако на некој начин тоа е нашиот природен хабитат и сме навикнати на свирки. Меѓутоа просветилката морам да кажам дека е најзахтевната задача за за сите кариерци, затоа што не сме можеле претходно да учествуваме на таков настан во однос на организацијата, а е навистина захтевен настан и можам да кажам дека навистина тоа е што ни одзема највеќе и време, и енергија, и психички и физички напор, затоа што е сепак да, инаку денес доаѓаме од проба за просветилка. Супер. Доколку нема ни едно друго прашање, тогаш би сакал да им се заблагодарам уште еднаш на младите луѓе од на Корчагинците и да го проследиме следниот говор. Така да еден голем аплауз за Корчагинците. Слободно. Немај. Добро, супер, пред да го најавам следниот говор, би сакал да ве потсетам уште еднаш дека може слободно да користите хештегот EngageMK, се со цел не знам да им даете моце visibility на овие луѓе денеска што ќе зборат овде, дека овие млади луѓе се со цел да може и другите во нашето општество да видат каков активизам всушност пропагираат овие млади луѓе и да се мотивираат. Како трет говорник денеска на оваа сцена го имаме младиот Иван Мицков, кој што доаѓа всушност од платформата Кулинари МК, која што има за цел да ја зголеми видливоста на младите кулинари кои што доаѓаат од Средното кулинарско училиште Лазар Танев. Така да еден аплауз за него. Здраво на сите, моето име е Иван Мицков. Член сум на третата генерација на кулинари. Првично сакам да се заблагодарам на МОВ за поканата на годишната конференција за млади. И тука сум оваа година за да споделам со вас една приказна, за која приказната за кулинари. Таа започна 2013 година. Може да видите дел од сликите. Таа започна 2013 година, што имаше цел да ги промовира учениците, нивното работење, нивните активности на часовите и ги мотивираше да прават рецепти, да ги сликаат, да ги промовираат на првата веб страна Кулинари МК. 2015 година почнаа со часовите за готвење, каде што учествуваа познати готвачи од Македонија и каде што учениците имаа можност да научат некој нов трик или некој нов рецепт кој ќе им помогне во понатамошната кариера. 2018 година беше клучна година за кулинари, бидејќи тогаш се потпиша договорот со Slow Food Македонија, во кој кулинари и Slow Food се залагаат за промоција на локалните производители и производи и за социјалното предприемништво. Јас станав член на кулинари мојата трета година од средното училиште. Видов плакати низ школа дека кулинари ќе формираат нова генерација и бев многу возбуден бидејќи имав слушнато од толку добри работи. Решив сам да се пријавам, ги убедував моите соученици, но никој не сакаше. Се случи што се случи. Пред да сватам, имавме првата средба, втората, третата. И кулинари ми помогна во мојата промоција према кариерниот живот, како готвач. Денеска работам во елитен ресторан во Скопје, готвам храна за секакви намени и навистина ми е чест и задоволство што кулинари ми помогна во развојот на мојата кариера и ми помогна да се промовирам. Нашето мото кула да си кулинар ми беше секојдневна мотивација за да се залагам за повеќе, да успевам за повеќе. И се надевам дека сите од вас ќе најдете некоја работа, некој ден што ќе можете да работите без да се отсеќате како да работите. Бидејќи сите ја знаеме реченицата, ако работиш нешто што сакаш, нема да се осеќаш како да работиш, него тоа ќе ти биде како хоби. Може да видите дел од часовите од оваа година.
тие беа клучни за учениците, бидејќи учениците се нема сретнато со такви техники пред тоа. Се нема сретнато со филетирање на риба, тоа беше клучно за нив, бидејќи немаа можност за такво нешто пред тоа. Така да голема благодарност до Кулинари и до Арно што помогнаа во промоција на учениците. Дали има некое прашање насочено кон Иван и оваа платформа Кулинари МК? Повелете? Супер, публиката значи интересира, дали до сега имаш учествувано ти или твоите пријатели на некој меѓународен надпревар за кулинарство? Така, јас имав честа да бидам дел од еден од најдобрите европски надпревари кој се одржува во Хрватска, Бисер Мора. Тоа беше помош и поттик од Кулинари од Арно и професорката Василка од Средното угостителско училиште кои ми испратија и секако да им се заблагодарам, се вратив со бронзен и со сребрен медал. Браво. Дали имаше некоја прашање? Да, повелете. Супер, значи прашањето е дали целна група се средношколци или може да се вклучат и постари луѓе? Така, главна цел на проектот Кулинари е вклучување на младите готвачи од Средното угостителско училиште кои не се во можност да си дозволат или немаат мотивација да станат нешто повеќе од тоа што се, а секако за приклучување на други личности ги имаме часовите за готвење каде што може да дојде било кој и со помош на учениците тие имаат неколку часовна работилница. Супер, имаш уште едно прашање, да? Супер, значи прашањето е дали до сега имате некаква воспоставена соработка со ресторани низ градот, со цел да промовирате ваши рецепти? Моментално немаме соработка со никој од рестораните, но секој од учениците пополека почнува да работи и да создава своја кариера, постарите ученици поточно, и се промовираат, соработуваат со рестораните преку ученикот. Супер, доколку нема друго прашање, тогаш би сакал уште еднаш да се заблагодарам на Иван. Ако може да напало за Иван, така да слободно сега доле. Слободно посетете веб страната Кулинари МК за да дознаете повеќе за нивната платформа. Како следна говорничка на оваа сцена имаме младата Рита Бехадини, која што ќе ни зборува на англиски, па затоа би сакал да ја најавам на англиски. So with that in mind, I would like to introduce Rita Bechadini, who is a young activist who started an action of gathering school supplies to help lower income families. Therefore, welcome Rita. It's an honor being here. Thank you so much. So I started an activity. Wait. Which way is back and which way is forward? Opa? Nope. Opa. The other way. Yeah, it's okay. Okay. I started an activity during the month of August last year, and thank you for inviting me to talk about it. It all started with me wanting to help kids, with wanting to help poor families. I think those who have no power to change the situation they are in, they are the people that we should try at least to help. And why I decided to organize something for kids, because it's not their fault that they are in the situation they are in. So I wanted to do something for them, and I saw an activity that was happening in Pristina, in Kosovo,
It was about collecting school materials for children in need, for kids in need. So I wanted to do the same thing here in Macedonia, and this is the way I wanted to do it. I tried because I am from Tetovo, and I live in Tetovo, and it's a small city where everyone knows everyone. So I wanted to be part of my activity, also the local businesses, so it could be more like we could all help in this activity. I went and talked with the owners of the local businesses, and they all agreed to help me to do this thing. So I have 3 friends that always support my ideas. It doesn't matter what it is, they are like, let's do it. And I also have my 2 sisters and my little brother that are always supportive and trying to help and trying to help me to do the thing I want to do. So we created this poster. This is the poster that started the project and the original supporters that accepted to place boxes in the private businesses. We prepared the boxes and we sent them to these places, and I posted it in social media, all over social media. This is the way it went viral, and people started to share, and they really liked the idea. I wasn't expecting that. When I first started the activity, I was like, okay, if we manage to help 1 kid, if we manage to help 2 kids, it's okay, it's enough. I never waited to be 145. I think I did this because maybe small things that do not mean anything for us, they mean a lot for other people. And kids, I don't know, they are my slaba točka. These are the first boxes we put in the local businesses. And the first day I wasn't expecting them to, the local businesses to call me and to say the boxes are full, you should come and get the materials. And when they did so, I was surprised. I was not expecting that. I went and I went every day. At the end of the day, I went and collected the donations, and here are the gathered materials. Every day I took a picture of the materials and I posted them on social media, and everyone was so excited. They all shared these pictures. And after 2 days, Radio MOV started writing about it, and a big thank you for that. And it went viral. It was like I wasn't expecting. At one moment, I saw my phone with a lot of friend requests and shares. All of a sudden, it went viral. And this is. I put this picture to tell you that my house was a mess for more than 3 weeks. But no one ever complained. Everyone was trying to help. This is us with the materials when we started to pack everything and to manage everything. And these are the activists who volunteered, because it was my own initiative, but you can never do things alone. You always need someone to help you to do your activities. And these are the people that volunteered. You can see my little brother there. He's only 9, but he was so into it. Let's talk about the good things. When I first started this, I wasn't expecting anything in return, because when you do such activities, you do not expect something. You do not expect someone to support you. You do it because it feels good. But I think we should start to talk more about the good things we do. We should start, if you do something good, you should start talking about it. And I put this picture here to tell you that President Pendarovski visited me home because of this activity. And when they first called me to tell me that he is going to visit me home, I was like, okay, the good things, they will always be noticed. It won't be for nothing. And I put this picture, it's my brother there, shaking hands with the president, and I felt really proud in that moment, because I live in the village, in Slatino, in Tetovo, and like the whole village was happy. So I was super proud of it. This is a video. I don't know if it will start by itself, or maybe we should click to start, for it to start. It works, I think.
It's the video where we donated the bags. This is the video of the day when we started to donate the bags. How I chose the families where I wanted to donate. I have organized something similar things before, so I already had a list with some families. But when it went viral, everyone that knew a family that needed such a thing, they started writing me, or even families themselves, they started writing me, and it went 145. My idea was that I should collect materials to put with a bag also, a bag with full materials for 1 year. So the kid would have for 1 year school materials. And there were also some money donations, so I could manage, even if I didn't have, for example, pencils, I would go and buy pencils. At the end of the day, after 145 bags, there were still a lot of pencils, a lot of notebooks, a lot of other things that weren't enough to put to make a bag complete. So I donated them in the schools in the region. And I would like to finish with this poem. It says, "I'm so tired of waiting, aren't you, for the world to become good and beautiful and kind." I put this poem here to tell you that we can do everything. Each one of us can do a small thing that can make this world beautiful. We should not wait it to be beautiful all of a sudden. We should contribute to do such a thing. Thank you. All right, that was one of the heartwarming stories I've ever heard this year. So I expect that there be probably a lot of questions with regards to this topic. So is there anyone that wants to ask Rita something? Yes. All right, so the question is, how did the local businesses actually accept this idea, and how did they help? I already mentioned that in Tedovo everyone knows everyone, so they already knew me because I had organized some other activities before this, and they were like, okay, if you organize such a thing, I know we can try. You know, we weren't sure that it would be successful, but we were like, okay, let's try, let's do it. And the libraries, it was easier with the libraries because every family was going to buy stuff for their kids, and when they saw the box, they were like, okay, if I buy a pencil for my kid, I will donate a pencil for someone else. And I should mention that the materials were all of good quality. Like I have never had such school materials as a kid, and I was super proud of that and super happy of that. Thank you. Yes. All right, so is there any future plans for the same activity or something within the reach of the activity? I never know what I will do next. I never know where I will be, but I think I will continue to do such things. All right, yes? So what advice would you give to someone who would like to start a similar activity, for instance, helping animals?
I started this activity based on, I thought I will share this over social media. Social media, we are on our phones most of the time during the day, and we all see on Facebook, on Twitter, on Instagram, we all see all the time, we are there. So that's the way we should organize. We should start using social media for good things. This was my way, at least. I created an event on Facebook and I started sharing it, and people liked it, and the media started writing about it. If it's a good idea, it always works. And if you need help, I'm here. All right, is there one last question? All right, so I have one prepared, so might as well I can ask. What was the feeling when you saw the kids that you were giving them materials? Like, what was that specific feeling of you giving them some supplies that everyone in society contributed towards? You know, when you see the happiness on their face, I can describe it. I can describe it. It's a feeling, you can describe it, but it hurts when they say, do not forget us. Every family, 145, I have visited, not all of them, because there were a lot of volunteers that also helped. We were divided in groups, but each family, they said, do not forget us. If you do such a thing in the future, do not forget us, and it hurts when you hear such a thing. Well, thank you very much. Let's hear it for one more applause for Rita. And as a last speaker for today's youth scene, however, not the least, and with that in mind, I should probably switch to Macedonia now and introduce him. Како последен говорник на нашата сцена денес, на младинската сцена, го имаме младиот Сашо Јандрески од Прилеп, кој што всушност има создадено апликација, нема апликација создадено, тако има создадено медицински револуционерен, всушност медицински шприц, кој што има за цел да им помогне на медицинарите всушност да го спречи заразувањето. Па така би сакал да го повикам него на сцена да ни раскаже повеќе за неговата идеја. Треба сличото? Пред се би се заблагодарил за поканата која што ми ја дадовте. Ако може само да ми го подадеш. Кога ме повикавте да бидам дел од настанот, ми беше дадена темата од волонтирање во болница до стигнување да направам таква револуционерна иновација која што би предизвикала, односно би дошло до оној степен каде што здравствените работници се сигурни, односно нема загрозување од животот. Содржината по која што ќе се раководиме денес на оваа презентација ни вклучува доаѓање до идејата, причини за почеток, доаѓање до прототип, патот на успехот и целта и самиот крај. Зошто ги ставив патот на успехот и целта одвоено? Заради тоа што доста разликувам пат на успех да си поставам како цели кои што сакам да ги постигнам и оној момент кога стварно сум ги постигнал веќе самите цели. Доаѓање до идејата, започнуваме со првобитна идеја, која што се состои од анализа и конструкција. Кога нешто имате за идеја да направите, конкретно нешто ново, кој што денес не постоело, доаѓате до идеја произлегувајќи нештото дека има некој проблем кој што треба да го решите. Самата конструкција се надоврзува до симулацијската идеја, која што па се состои од многу други фази кои што овде се дел наброени. Тоа е симулација, конструкција, функција, функционалност, економичност, заштита на животната средина, а паралелно функционирањето се дели на придобивки и закупи. Сето ова се сведува на еден главен заклучок, односно таа целосна идеја. Од кога ќе ја поставиме оваа целосна идеја, понатака имаме дел, односно еден голем пат за да стигнеме до иновација, односно до еден готов продукт кој што има левел на прототип. Причините за почетокот
ги почувствував и сам, тоа морам да кажам. Овој пост е постиран пред скоро 6 месеци, каде што кажува самата Светска здравствена организација дека околу 325 милиони луѓе страдаат моментално од хепатитот Б и хепатитот С, и нешто долу со многу мали букви напишано, кое што јас лично сметам дека требало да биде со многу поголеми од самиот наслов, дека 80% од тие луѓе немаат пристап до никакво лекување. Тие две слики горе, горната слика ни покажува како здравствените работници доаѓаат до контакт со обичниот медицински шприц кој што денес се користи, а долу во црно-бела, намерно во црно-бела е направена, поради тоа што доколку е во боја ќе видите големи количини на крв. Една од главните простори каде што здравствените работници поминуваат во текот на една смена, ако кажеме дека една смена е 12 сати, поминуваат од прилика 8 до 9 сати во оваа просторија, односно травматолошката соба или травматолошка сала. Доаѓање до прототипот беше еден долг процес, односно речиси 10 месеци, со тоа што првобитната идеја која што ја добив беше до констатирање на проблемот дека да, нашите здравствени работници се заразени, не само нашите во нашата држава, туку во целиот свет, и дека ни треба некој решение кое што нема, каде што тоа решение ќе го достигне степенот каде што самите здравствени работници немаат да имаат ризик при заразување од хепатит Б и хепатит С. Сега, за да ви биде нештото малце појасно, станува збор, во 9-то деление започнав да волонтирам во итните медицински служби. Како лиценциран парамедицинар, односно висше стручно обучено лице за пружање на хитна медицинска помош во областа травматологија, поминував скоро на секои 3 дена по 12 часа во итната медицинска помош во град Прилеп. Таму се запознав со екипата која што денес ми представува моето второ семејство. Морам во овој момент да ја поздравам докторката Анита Ристова Милошевска, со која што поминавме еден долг пат во периодот на моето волонтирање, каде што доаѓавме до момент каде што стануваат секунди, прашање за секунди каде што може да се спаси животот или не. Би сакал да ја поздравам целата медицинска служба, не само во Прилеп, туку во целата држава, да знаете дека тие луѓе се на еден начин херои кои што својот живот го посветиле на таа професија, односно најхуманата професија за при било каква ситуација да дојдат и да ни помогнат, односно да спасуваат животи. Би ве замолил за еден громогласен аплауз. Сега продолжуваме на самиот Андреј шприц. Тука има видео едно, јас го носам и самиот шприц, со тоа што ќе може да го видите, ќе биде даден на публиката, може да го разгледате. Само ќе ве замолам која ќе ви се даде да бидејќи не е во целосна функционална положба самиот прототип, значи само може да го доприте и да го видите. Паралелно и Андреевиот шприц, да се навратам на него. Шприц кој што лично мој продукт со кој што успеав во текот на работата да дојдам до степен каде што при аплицирање на некаков лек, дали зборуваме за мускулна, венска или интравенозна терапија, немаме контакт ние како пациенти со здравствениот работник. Односно, здравствениот работник нема контакт со пациентот. Значи немаме никаков контакт со тоа што тука се оневозможува заразувањето со хепатит Б и хепатит С. Ќе ви пуштам накратко едно кратко видео, од прилика да видите кои се основните витални делови на самиот Андреј шприц, а потоа го имате и функционирањето во кратки црти, бидејќи времето не ни дозволува целосна голема презентација да направам за целосното функционирање на Андреевиот шприц. Андреевиот шприц е составен од 3 дела, односно волуменската капсула, притисочната рачка и горниот дел на волуменската капсула, каде што се двете испакнатини горе на врвот. Нешто што е карактеристично за овој шприц е тоа што самата игла се наоѓа во внатрешноста на волуменската капсула, за разлика од другите денешни модели кои што се користат. На притисочната рачка, која што е со жолта боја, е и механизмот кој што е во форма на гравче, односно лабнато каналче, кој што и под дејство на ротација има способност да ја зароби и ослободи иглата. Сега имаме интравенозна терапија во дорзалната вена на десната рака. Тука ви е целосниот процес, попатно ќе зборувам за да види појасно.
Првин се вади едното капаче, каде што се наоѓа дезинфекциониот маркер. Со тоа што за кога ќе се изведе капачето дезинфекциониот маркер, самиот маркер и самото име ни кажува дека тој служи за дезинфекција, со тоа што не користиме никаква вата, односно памук за дезинфекција, повторно немаме контакт, се вади капачето од иглената комора при тоа што под дејство на притисок се излегува иглата на површината и под дејство на ротација притисочната рачка ја ослободува. Тука веќе дозираме, односно имаме течност во волуменската капсула, го местиме аголот под кој што сакаме да го аплицираме лекот и убризгуваме со тоа што самата течност под дејство на притисок ја внесуваме во пациентот, потоа повторно под дејство на ротација се вади иглата и преминува директно назад од каде што излегла, односно во волуменската капсула, со тоа што иглата нема никаков контакт со надворешната средина. Тука уште нешто карактеристично ќе напоменам, овие денешни модели на шприцеви кои што ги користиме имаат за цел да бидат за еднократна употреба. Тоа го пишува во сите начини на користење, односно во сите протоколи на користење. Со тоа што овој денешен модел кој што го користиме ние на шприцеви, односно сите здравствени работници, па и самите цивилни лица, може да го користат тој шприц повеќе пати. Тоа е направено поради некои X причини кои што биле потребни во минатото, бидејќи овој модел кој што денес го користиме на шприцеви е доста, мислам, еден од постарите модели на шприцеви, а паралелно овој модел кој што го дизајнирав јас има во вистинска смисла на зборот една употреба, односно еднократна употреба. Со тоа што кога вториот пат веќе ќе ја повлечеме притисочната рачка наназад, тоа ослабување на пластиката во притисочната рачка, каде што е, мислам, во жолтиот дел, тука е поставен блокатор со тоа што самиот жлеб влегува во блокаторот и настанува целосна блокада. За повторно да го користиме, односно да дојдеме до веќе искористената игла, треба да го деформираме под начин, односно под дејство на користење некаква сила. Со тоа што тоа е невозможно и во мојот модел конкретно станува збор за еднократна употреба. Патот на успехот и целта го доведува нештото кое што јас ова измината година го работев можеби со полна пареја, али не би ги заборавил и на еден начин колеги, а истовремено професори и наставници. Професорката Стефани Видеска, која што е господјата која што седи одма до мене, професор по македонски јазик и литература. Професорката Наташа Милевска Михајловска, која што поради оправдани причини за жал денес не можеше да дојде, дипломиран професор на природно-математичкиот факултет по биологија. И професорката Моника Јанкуловски, која што е дипломиран професор на природно-математичкиот факултет по математика. Тие ми помогнаа околу изведувањето на главната публикација која што беше изминатата година на 20 септември во Прилепскиот културен центар Марко Цепенков. Тука имате неколку слики од самата презентација, каде што за прв пат беше изложен самиот прототип, односно самиот модел во јавност. Овдека сме на првиот саем кој што го посетив со мојот патент, каде што од вкупно 198 патенти вкупно го зедовме златниот медал, иако малку очекував дека ќе достигнеме таков успех, бев изненаден, али сепак од една страна доста горд. На таа слика таму се наоѓаат дипломатијата од Бугарија, од другата страна Мирко Зелац, кој што е представник на нашата држава за патенти, односно Сдруженијето за патенти, а на оваа страна е генералниот директор на ИФИА, односно Интернационалната федерација на патенти, односно пронајдувачи, каде што со него, односно човекот е Хусейн Хуич, кој што има дизајнирано прочистителни станици низ целиот свет. Доста успешен човек. Овдека сме на свечен прием кај председателот Стево Пендаровски, со тоа што ми беше голема чест да го презентирам самиот пронајдок на председателот, а од една страна ми е доста важна неговата поддршка, односно поддршката која што ја имам и од сите вас, како и од него. Овдека сум со градоначалникот Илија Јовановски на град Прилеп, каде што ја освоивме Трето-Невиската награда, односно најзаслужната награда на градот Прилеп за изминатата година, односно 2019 година. Сега би се навратил на првиот дел кој што го кажав, односно дека самиот шприц ќе ви биде даден моментално. Дали ќе можеш да му го подадеш? Можете да го разгледате слободно,
а попатно би развил, бидејќи мислам дека имам уште неколку минутки време, некоја дискусија, доколку имате прашања, повелете да ви објаснам нешто што и да ве интересира, слободно прашајте. Добро, тогаш да го разгледуваме шприцот, дали има некои прашања до Сашо? Ајде, повели. Добро, значи прашањето е какво е чувството всушност, знаејќи дека доаѓаш од помал град, всушност да се истакнеш и да се избориш за ваков активизам во нашава држава. Вака, би бил краток со одговорот, можеме да дискутираме на таа тема многу. Ние како средношколци, зборувам целовкупно поимот средношколци, се наоѓаме во општество во кое што самите ние треба да се потрудиме доста многу за да исклива нашиот труд на површината и да биде заприметен. Во тие 10 месеци работа каде што конкретно на мојот компјутер дома на лаптоп го дизајнирав самиот шприц и во обичен тефтер ги препичував пресметките, првата реакција на моите родители беше работи го нештото, ама за да знаеш дека и самиот е многу тешко да го достигнеш успехот кој што си го зацртал. Со тоа што сакам да ти порачам и со самата идеја, односно моето мото дека иднината е во сите нас. Доколку работиш цврсто на нештото и доколку ги зацрташ своите цели, со толку труд колку што ќе вложиш, дупло ќе ти се исплати. Тие 10 месеци за мене беа доста стресни, односно под стрес поминати, али на крајот може и самите ментори да потврдат дека постигнавме еден успех на кој што не само јас, не само мојот тим, туку цела држава треба да се гордее. Супер, дали имаш некој прашање? Повелете. Добро, значи прашањето е со оглед на тоа што станува збор за навредно за патент, дали имате некаква подршка од големите медицински компании во нашата држава за да излезете и надвор на пласирање на овој продукт? Вака, самата публикација која што беше на 20 септември, организирана минатата година, беше организирана се со цел да испливаме на јавност, односно да добиеме впечаток од другите компании. Публикацијата не беше направена помеѓу обични луѓе, односно цивилни луѓе, туку беше собрана целата здравствена афела на град Прилеп. Со тоа што на самата таа манифестација, можам да кажам, беа дадени стручни мислења во писмен и усмен облик од сите здравствени работници на град Прилеп. Со тоа околу добивањето на понуди, производство и останатиот тек на продажба на самиот патент, ние сме максимално заштитени со тоа што ја имаме заштитата и од ДИФИА, односно поддршката од генералниот директор Хусеин Хуич, а паралелно исто така сме заштитени и законски во Заводот за индустријска сопственост. Јас работам со тим 8 тројца професори, адвокатска канцеларија, финансов и економски советник, со тоа што исклучево тие податоци околу продажба, понуди и такви работи ги држиме во приватно се додека не се официализира нештото, односно до кога самата компанија на која што сме им го продале, односно на која што сакаме да го продадеме, не го објави во јавност. Моја должност како иноватор е нештото да го понудам, а нивна должност е да го публицираат нештото во јавност. Фала многу. Дали имаш некоја прашање? Добро, тогаш како финално прашање, повели. Финално прашање јас би сакал да те прашам, всушност што би им препорачал на младите за како да се активираат на овој начин во општеството, да пројават ваков интерес за активизам. Имаме доста средношколци кои што измислиле нови иновации, односно постигнале некој успех со пронаоѓање на некаков нов предмет. Мојата идеја, повторно ќе искористам, односно мотото е дека иднината е во сите нас. Со тоа што доколку имате нешто, нема потреба да чувствувате никаков страф или несигурност, одете напред, поставете си ја целта и ќе видите дека на крајот ќе ви се исплати самиот труд. Ти благодарам уште еднаш многу, Сашо. Ве молам за уште еден голем аплауз за Сашо и за ова револуционерно чудо за медицински шприц. Многу.
Имајќи го на истото, би сакал на сите да ви се заблагодарам денеска за учеството, за особено на Младенски образовен форум за организирање на оваа младенска сцена Engage Youth во склоп на самиот настан Engage. Уште еднаш да ве потсетам дека вечерва имаме повторно журка или вечерната верзија на Engage the Night, каде што ќе прославиме 9-ти роден ден на Радио МОВ и ќе слушнеме младата Дина Јашари, The Local Blue, како и диџејското дуо The Didis. Така да ве поканувам сите да дојдете да ги повикате вашите пријатели на вечерната забава која што ќе се случи денеска во 9 часот доле во фоајето на МКЦ. Уште еднаш ви благодарам за присуството денес на оваа младенска сцена и се надевам дека ќе се видиме доле на пауза, а после паузата продолжуваме на вториот блок на говори на главната сцена на Engage.